Протоиерей Ставрофор Сашко Николовски, со него разговараме за големите христијански празници кои се на прагот. Бадник и Божик се за ден-два. Што треба семејствата да знаат за Бадник? Секој христијанин, значи секој член на православната вера, претежно знаат луѓето дека за овие големи празници, поточно најмногу за раѓањето Христово, Божик, ние се подготвуваме да бидеме што подостојно да ги причекаме тие празници. Самиот збор празник значи да се радуваш на нешто. И има цел за која што се радуваме, бидејќи Господ вети дека ќе ни испрати спасител, уште на нашите прародители Адам и Ева кога паднале во грев. Тоа ветување Господ како месијанска идеја во Стариот Завет го држуваше ке сите старозаветни праведници, ке сите верници и низ пророштвата на светите пророци, сето дека тоа не се исполни во првото доаѓање на Господ Исус Христос, односно Бог, кој е дух по природа, како што ни сведочи Светото писмо, прима човечко тело заради нас луѓето од пресветата Дева Марија и постанува Богот човек за да ни покаже како во ова тело и како со оваа душа што ја носиме да исполниме целта на нашиот живот. Или како што вели Светиот Атанаси, Бог постана човек за човекот да постане Бог по благодат Божја и со Божји допринос. Токму така, затоа се овие празници многу големи. Затоа и достојно се подготвуваме. 40 дена постиме, што подостојно да ги пречекаме овие празници. Постот не значи дека само со пост се подготвуваме, се подготвуваме со редовно идење на службите. Со молитва која што ја правиме и во црквите и во домашното катче каде што произнесуваме, разговараме со Бога. Се разбира и со нашите дела и со нашата добра волја. Сето тоа придонесува да што подостојно ги пренесеме овие празници. Последниот ден од Божикниот пост е Бадник. Односно денот кога па уште поусрно, со уште поголема радост се подготвуваме за да го пречекаме наредниот утрешниот ден кога Господ дошол во светот, односно кога конкретно за Бадник. Обично христијаните се собираат во своите семејства, имаат Бадникова вечера или трпеза, меѓутоа и многу се собираат на отворено. Како вистински треба да се помине таа вечера? Првин христијаните треба се соберат во црква. Значи, мора еднаш да го почнеме тој редослед онака како што треба. Бидејќи она што Божјата порака првин треба да слушнеме во црква. Токму тоа се денови кога се служат оваа година поради тоа што паѓа Бадник во недела се поместува часовите на денешниот ден на петок, инаку секој па се служат на Бадник и преку тие часови дознаваме за доаѓањето на Господ Исус Христа. Во нив се чита доаѓањето на Месијата, неговото восиновување, неговата искупителна дејност и таа порака Божја треба христијаните првин да дојдат во црква и да слушнат во црква. Атмосферата на молитвеност и на што подостојно служење кон Бога, нашиот народ знал да искажи во своји домашни услови. Така било и во постаро време, така и во денешно време. Но секој пат тоа треба да биде сообразно со она што го препорачува Светата православна црква. Бидејќи оној момент кога ќе почнуваме да применуваме во тие обичаи примеси кои што не се христијански, самиот обичај постанува да биде нехристијански. Тоа значи вие рековте во црква, па потоа одиме дома. Дома. Значи радоста од црква треба си да. И како донесеме. треба да изгледа таа трпеза? Што треба да се најде на Штом постиме, значи таа е постна трпеза. Така. Убаво би било на таа постна трпеза, бидејќи да не мислиме само на телесното, туку да мислиме на духовното. Обично тоа го правеле во поранешно време постарите, да се испее тропарот на раѓањето на Господ Исуса Христа. Да се слушне житието за раѓањето на Господ Исуса Христа или барем оние делови од Светото писмо кои што така е, тоа е долго христијаните така и правеле, додека едни обедувале, станувал, односно јаделе, еден станувал и ги читал тие работи. Значи тоа ќе влие многу таа слика ќе придонесе за ке младите да го засакаат празникот, да го засакаат уште повеќе христијанството. Денеска веќе имаме и убави коледарски песни околу сето тоа христијански, кои што се повеќе во година децата ги научуваат и сето тоа го создава уште оној амбиент на раѓањето на богомладенецот во домовите уште подобро. Секој раѓање е радост. Раѓањето на оној кој што дошол сите нас да не спаси најголема радост. Отворете ги портите и срцата за коледарчињата, Токму така. Таа ангелска порака ја пренеле ангелите на пастирите, кој им рекол еве ќе најдете повијам. Што треба да се најде на трпезата? Посно лепче треба да биде, бесквасно лепче. Сега вака околу Василопитата. Василопитата е обичај кој се правил за
Василица. Значи паричката. Паричката било обичај кој што се правил на Василица, а не на Божик. Но подоцна се пренел на Божик. Зошто велам на Василица? Не е грешно да има паричка за... Па не е Патник? грешно, но да не ни биде целата цел дека паричката треба да Така. ја исечеме. Значи за нас е целта лепчето. Лепчето е символ на Господа Исуса Христа, зашто вика самиот Господ јас сум лебот на животот. Значи она што е праслика на христијанството е лебот, пченицата, која што е секој пат на воскресението, виното кое што кое ставаме у лепчето, кое не подсетува на страданијата на Господ Исуса Христа, но Василопитата е повеќе обичај на Василица. Има зошто во житието на Свети Васили, тоа многу поопширно се објаснува и зошто. Подоцна тоа го пренеле во некои градови и на Бадник луѓето, но сепак не е тоа толку грешно за да се свати дека Значи луѓето знаат, знаат посни и го сармички, пратат. посен граф, тоа е обичаено за... Оние кои што се подготвуваат за причест дури постати многу построго, Така, значи тоа е без строг зети. пост. Значи се избегнува и рибата и зетиновото иде затоа што сакаат утре дента да се причестат и што подостојно го примат. Причестната значи примање на Господа Исуса Христа. А оној момент кога ние треба да го примиме оној што е најчистиот, се трудиме да бидеме што почисти. Бадниковото гранче е дел од трпезата, треба да биде на видливо место. Тоа е символиката која што во народот се развила. Значи, бадниковото гранче како символ на нашата силна вера во Господа Исуса Христа. И затоа се доваѓаат, ги се осветуваат бадникови гранчиња, си ги земаат, си ги понесуваат во домот и седат дека трае по празненството на празникот Божик. Обично се палат или се чуваат? Па порано се палеле. Денеска имаме ние домови каде што се грееме на парно, на струја, така да нема Бадниковото каде. гранче се пали во одреден период, некои викаат последна година, Не, а некои нема велат потреба може толку. после 2 Нема недели потреба да се... толку да се чува. Веднаш кога шом ќе заврши празникот и оние денови кога попразнесуваме празникот, тие се А зошто би горе. се запалило? Која е Па, смислата? смислата на огинот кој што го дал на она, пак да се навратиме на оној дел од Така. пештерата каде што е раѓањето на Господи Исуса. Сето тоа прави да го доловиме оној амбиент на раѓањето на Богомладенецот. Ако тој обичај тоа не го прави, како што имаме такви обичаи, мислам мораме некои работи да ги искристализираме, кажем, ако ние палиме во малото огин, а не пуштаме христијанска музика, туку пуштиме нешто за да играме оро и нешто друго, значи тоа не ни ја доловува пештерата. Не ни го доловува празникот. Целта е на обичајот да ни го долови празникот. Целта е на обичајот утре да ние од тоа што го правиме во малото дојдеме во црква. За да го прославиме Божи како што треба, не затоа не се И дозволува повторно грејана Божик ракија. почнува во црква. Така е. Утринските молитви. Во Така. колку почнуваат? Во понеделник, кога е Божик, централната богослужба ќе биде тука во соборниот храм. Утринската молитва ќе започне во 8 часот, а литургијата во 9 часот, каде ќе чине началство неговото блаженство архиепископ Охридски македонски господин Стефан, со многу сослужители, со верници, со народ. Значи, очекуваме да сушност празник го учествуваме најнапред во црква, да се собереме не само во црква, во сите цркви. Зашто со тоа ќе покажеме дека ние си го сакаме празникот. Па таа радост од тука после ги се понесиме во нашите домови, во И сеќавање. тоа е символиката и спојот Така. на црквата и А домот. обичаите треба да бидат само да допринесат за сето тоа. Ако обичаите не го допринесуваат тоа, не носат на стран патица, тогаш Така. нема потреба И да ги денот правиме. почнува со пораката Исус се роди, навистина се роди и Да. што правиме Сушност, дома, кога оној ќе се што вратиме вели од Христос се роди, тој вели дека Христос се родил, а другиот потврдува, навистина Така. се родил. Значи, ние христијаните знаеме дека тоа е вистина. И нашата љубов, нашиот мир што треба го поднесиме, го темелиме токму врз таа вистина, врз ништо друго. Христос дојде во светот за да ни го покаже спасението. Затоа Божик е матица на сите празници, мајка на сите празници. Да не беше Божик, нема да беа ни другите празници. Значи Христос дојде на овој ден. Ние се радуваме, дојде заради нас луѓето, заради мене, Отец Сашко, заради вас, заради секој човек, за да му го покаже патот по кој што треба да оди, како да ја твори волјата Божја и како да го здобие вечниот живот. И тој празник е многу посебно радост. Ние се радуваме, вистинските верници не само што јадат, туку ги вадат и библиите, семените библии, па читаат делови од Библијата. Што како би требало според вас да изгледа тој семеен ручек знаете, за Божик, тоа семено славење? Се заборавија оние убави моменти малце и во семејството, не само за Божик, не само за велите, не само за кој ни е слава.
убаво е да се прочита житието на, па нека биде не за време на ручекот, после ручекот, за се евоцираат сите спомени од тие настани. Точно, ние ќе слушнеме и проповета кога ќе дојдеме во црква на празникот, но тоа уште еднаш да се чуе во самиот дом. Особено не се празни зборови. Празни зборови. Не е тоа настан кој што туку така го празнуваме. Тој настан има своја смисла. Има смисла во домостројот кој што Господ го направил за нашето спасение. И врз тој настан сеќавајќи се, ние секој пат ќе знаеме дека Бог е тука со нас. Дека Бог гледа што правиме. Дека Бог денеска дојде заради нас во овој свет. И ќе ни биде секој помилие. Затоа и се вели голема е тајната на побожноста за овој празник. Бог се јави во тело. Не заради Бога, туку заради нас луѓето. И токму затоа големината на празникот е премногу голема. Значи, јас кога бев помал, вакви сцени немаше во црквите, како ова што е јаслите кај што ќе се роди нашиот Господ Бог, Спасителот и Месијата Исус Христос. Што представува конкретно ова? Па, знаете, што го гледаме? При раѓањето на Господа Исуса Христа се во природата подарило нешто на Бога. Например, ние од човечкиот род е мајката Божја, преку која Господ го зема телото. Земјата му ја подарува пештерата. Немало место Господ да се смести во Витлем, во некоја гостилница или во нешто друго. Се нашло место кое што Бог го одредил, токму таа пештера каде што во далечината па стадата ги криеле пастирите. Но и тоа било место според скромноста и во како што требало да дојде Господ, зашто Господ прв пат доаѓа во понизност. Затоа и страда заради нас луѓето. Втор пат кога ќе дојде Господ ќе дојде во слава за да му суди на човечкиот род. И токму пештерата е она душа и срце на која што секој пат да се огледаме. Тука имаме јасна слика, тука е иконата на рождеството Христово. Гледаме ангелите кои што ја обкружуваат, кои што и цело време биле по патот додека одела Богородица кон Витлем и кон сето тоа. Мудреците кои што дошле да му дадат потоа поклони. Едниот дал злато, мудрецот кој се дава како на цар, другиот дал ливан, кој се дава како на Бог, третиот смирна, кој се дава како на страдалец. Пастирите исто така дошле, за да го видат чудото што се случило, што е објавено, без никаков сомнеш, му се поклониле на така и ние, христијаните, кога дојдеме во црква е многу битно да се поклониме на Бога. Да го уште повеќе вратиме споменот за празнувањето на Рождеството Христово, зашто така искажуваме не само од нашата почит, туку дека ние го сакаме Бога. Отец Саше, ви благодарам за разговорот. Благодарам. Среќни празници. Христијани им честитам празниците, убаво да си ги поминат со радост, мир и пред се со многу љубов. Благодарам.